To je vaš izbor, politička odluka, vi можете да продолжите така да си го толкувате, to je vaše pravo. Јас ви кажав и прошлиот пат и повторувам, јас не ги толкувам прописите, јас проведувам пропис. Се дури е уставна надлежност на собранието да држи и да одржува седница, јас ја одржувам седница и не сум ограничен од ништо, освен од волјата на пратениците доколку не поднесуваат материјал како овластени предлагачи на закони и други акти кои што се разгледуваат во собранието, односно доколку овластените предлагачи не поднесуваат соодветен материјал, нормално ја немам основа како би свикал седница. А ова седница е продолжение по основ на овластен предлагач Влада на Република Македонија и по основ на право на пратениците да учествуваат во работата на седницата и затоа продолжението е закажано. Јас сакам да укажам уште една работа. 10 пратенички групи кои што се формирани спротивно на деловникот, така е, можете и тенџериња да донесете од дома, Илија, нема проблем, па да биде ворете, пошто лупаш, ворете, 300 пати ќе те прозивам доколку така се однесуваш, како што се однесуваш и нема никаква причина. Ворек. Па добро сега, тоа е твое мишлење. Тоа е твое мислење сега, дали ја може? Па ти збориш сега, конкретно ти збориш, што да ти кажам? Никој друг не збори за да му кажам. Ворете, тоа е твое мислење, затоа кажам, ти можеш да продолжиш да збориш колку... Тоа е работава. Јас нема да дозволам овде никој да испровоцира никого. Вие може да се однесувате како што сакате. Јас сум должен да обезбедам услови за работа на собранието и тоа ќе го обезбедам. Со ваша волја, без ваша волја. Тоа е друга причина. А вие ако сте се решиле да иницирате, да испровоцирате инцидент, тоа е ваш избор. Ја не се мешам. Ја конкретно ни со што не сум придонел да се создава таква ситуација како што создадовте, затоа што на никој, освен на Вировиќ, не му дадов збор, а по ваша реакција така, очигледно, после се љутиш Илија Димовски кога те прозивам, после тоа не дадов збор никому, а дури не добиете збор, без оглед, дури не добиете збор, не може пратеник да излезе на говорница. Тоа е слово на деловникот, а не слово на моја волја како председател на собранието. Во тој контекст побаравте пауза, ќе добиете пауза. Немате причина да се бринете. Ако веќе ме прозивате сад време тука, ќе ме слушате пред да давам пауза, тоа е мое право, ќе ме слушате образложение, тоа не се однесува на вас, не ви се обраќам вам. Ја по деловник се изјаснувам и имам право по деловник да кажам свое мислење, а тоа заради граѓаните, не заради вас овде кои што ги знаете правилата и прописите, ама не сакате да ги спроведете. Тоа е ваша волја политичка, ја тука не може да се мешам. Ја граѓаните ги известувам за оно што е пропис. Да знаат. А граѓаните ќе ценат после кој сака да предизвикува ред и неред овде. Јас немам намера да ценам тоа. Јас ќе спроведам деловникот и тоа е работата.